Почитувани гледачи, добро дојдовте во Нова Биз. Денеска го трушиме 10-тиот ден од месец мај, ова е емисијата која ве води во светот на музиката, технологијата и светскиот шоу бизнис. На самиот почеток ќе уживате со мојата соговорничка која оваа година полнолетна, кога се работи за музиката, а именно оваа бројка зборува за тоа што таа најдобро го прави. Дани Димитровска, добре дојде во Нова Биз. Добре дојдов и добро те најдов. Како по дома. Баш така, како некогаш. Како некогаш, да. Драго ми е што конечно се врати. Прочитав неколку такви надписи, Дани конечно се врати. Имаме песна која што наликува на тебе, работиш со тимот кој што најдобро те знае, најдобро го прави тоа за тебе, а именно и велиш дека Скопје е твојата прва љубов и дека конечно треба да се направи нешто за својот град. Па да, ова е песна која е од албумот што треба да излезе наскоро, се надевам во рана есен. И сметавме дека ова е правиот момент да ја пуштиме баш оваа песна која се вика Нема две. И уствари за која музиката и текстот ги напиша Весна Малинова, аранжманот е на Киро Бабамов. И пее баш за Скопје, за заборавените вредности, за тоа како било некогаш, а како е сега, чисто да се потсетиме за суштината на постоењето, за љубовта, за сочувството, за се она што баш во овој момент се е изгубено. За жал. Па, за жал, да. Што оно што тебе најмногу ти недостига? Па, зборуваш за Скопје некогаш и сега, нели ова звучи као пред 50 години наназад? Не е така, меѓутоа нели? Да, иако не сум живеела во тоа време, во она време кое што сега видеото го прикажува. Тоа е филмот Градот на Вардар на Бранко Гапо. Од 62-та, значи тоа време не сум била ни родена. Меѓутоа, од сите моабети што ги имам слушано од моите родители, од постарите луѓе, од тоа што видов на тие снимки, сконтав дека тоа време било, да речеме, многу по-човечно од ова што е денес. Значи, имало поголемо човеколюбие, имало поголемо сочувство, пријателство. И денес луѓето зборат за тие спомени кои, ете, во тоа време ги создавале, а за кои не може да се пофалат нашите деца денес. Затоа ја направивме оваа песна, чисто инспиративно за тоа дека реално Скопје е град за љубов. И не верувам дека некој што е скопјанин, односно што е роден во овој град, не верувам дека нема некој таков убав спомен кој може да го пренесе на своите поколенија, односно да шири позитивна енергија и љубов, отколку омраза, гнев и се тоа што читаме по социјалните мрежи. Апсолутно. Многу странски артисти имаат отпеано песни за своите градови, таму каде што се родени, каде што живеела. Сметаш ли дека треба бар некој од артистите кои што се веќе докажани да имаат барем една таква песна во своја кариера? Па, ја искрено сметам дека секој изведуваш треба да се води по своите чувства, односно по тоа што сака да принесе и тоа што го чувствува никаде таму длабоко од црева да го изведи надвор како вистина. Така да, ако е таа емоција за својот град, онда зашто да не? Тоа е тоа. Тоа е тоа, да. Така, кога го спомена албумот, кога треба да се појави, до каде удира бутава се крчка веќе подолго време, тимот не го минуваш? Па да, Весна Малинова е мојот стандарден соработник, кој не мислам дека никогаш би го сменила воопшто. Поврзани сме сега на малце по-длабоко ниво. Албумот го работиме веќе 2,5 години и све нешто не спречува да го извадиме. Имаше периоди кога заглавувавме во детали, чекај се овој басов да го извадиме, па тука да ставиме нешто друго. Шо мислиш се ова вака да го испееме, па чекај ова да го смениме и така натаму. И сконтавме дека еден ден мора да се стави точка. Значи, мора да се стави точка. Нели? Да, секогаш може подобро, меѓутоа ајде да установиме дека ова во моментов сме ние. И ова е тоа што ние го представуваме во овој момент. Па сега ова е нашата зрелост, а понатаму ќе излезе друг албум кој ќе донесе нешто ново. И во која фаза си сега? С оглед на тоа дека кажаш 18 години си веќе на сценава, да славиш полнолетство. Леле, така ме потсеќаш. Да, така брзо колку стариеме, да. Да, мислам дека се толку, дури и малце поише, 18-19 години. Добро, од 2000, ако зборуваме за Макфест, тогаш негде би било
18. Да. Да. Толку. Да. Не ни сакам да размислувам што било таму вчера. Така, која фаза е сега овој период? После нели еден таков долг музички стаж, не го менуваш, не знам колку стилот, тоа си ти, најдобро тоа што го правиш, меѓутоа имаш некој нели за нијанса промени во твоите песни, кога нели ќе направиме една ретроспектива на се она што си отпеал. Па да, зрелоста си го прави своето, да, ситуациите, секојдневието, сето тоа што се случува, секако дека влијае на карактерот, на темпераментот, на тоа што сакам да пренесам и на тоа што зрачам. Во моментов албумот е во завршна фаза, односно е во штампање фаза. Чекаме да излезе и не знам, да се погодат сите коцки на место. Еве ќе вадиме синглови се до крајот на летово и на есен би го пуштиле. Што има друго во најава сега следниот период? Откако ќе го пуштиме овој сингл, следува нареден сингл. И тоа биде крај на јуни, па онда уште еден сингл, па уште еден, па онда албум. Така, нукните свирки понатаму? Да, се уште си се... Па, апсолутно, ја, освен музика, друго и не знам да работам. Може ли да се екзистира од музика во денешно време? Па, жива, здрава сум, права сум, функционирам, добра сум, да, се функционира. Така, имаме еден следен прилог кој што зборува за популарните јавни личности кои што знаат да се однесуваат многу едноставно и дека всушност се многу обични. Конкретно за холивудскиот актер Арнолд Шварценегер, бидејќи се нашол во Париз и таму се фотографирал со тајвански туристи кои што на крај тек се сетиле дека е тој и го препознале. Колку тебе ти се случила некоја таква случка со некои од твоите фанови? Знам дека си обична. За тајванци збориме? Па, порано се случувало многу често, ама... Колку новиве генерации ја знаат Дани, еве, конкретно? Па добро, не можам да кажам дека немаат никакви познавања, меѓутоа, не знам, мислам дека се ова што ми се случува во моментов ги оддалечи сите од културните настани, од македонската музика и сите се стаени на некој си не знам, се под некој негативно влијание од социјалните мрежи. Значи, денес функционира тоа ако си напет и ако збориш лошо за некого, тогаш си поголем фраер. И мислам дека е тоа едно лошо воспитување, што јас во моје време не го немав. И мислам дека тоа многу влијае на ова што се на оваа моментална неекспанзија на македонската музика. Така, се повеќе квантитета, помалку квалитет. Да, ама кои сме ние да дискутираме за тоа, треба само да... Ние зборуваме за убави нешта. Па добро, да, на крајот од денот треба само да се работи и да се остави на народот да го перципира тој и да го доживува тој што може. Така, многу песни во твојата кариера, која ќе назначиш себе си за твоја лична карта? Па сите песни си имале некаква си фатиле некоја реална точка во времето на создавањето, во тој период кога се пееле. Мислам дека сите содржат нешто мое реално, али да кажеме дека Црно на бело ми е некако најљубов, највистинска, тоа што јас себе се гледам. Така, ќе се сложам со тебе. Ти благодарам, се надевам дека нема две ќе помине одлично кај публиката и дека пораката ќе биде на вистинско место пренесена, така како што треба, како што всушност Весна Малинова сака тоа преку тебе да го изрази. Ти благодарам што беше дел од Нова Биста, гледаме некоја следна прилика која ќе биде новиот сингл. Нормално, фала, здравка. Ти благодарам уште еднаш, а ние одиме со кратка пауза и продолжуваме понатаму.